почеток би сакал да се обратам до вас, господине Мисовски, кој ще водите оваа седница. Би сакал да се обратам исто така и до координаторот на пратеничката група на СДСМ. Да, бурет ке почекам, не е проблем. Не, сакам лично да му се обратам. Сакам да му се обратам на колегата Реджел Исмаили и на поголем број на други колеги. Така што би сакал исто така и на колегата Ферид Мухич да му се обратам и на повеќе други. Почитувани колеги, почитуван колега Трајче Димков, вие во вашето обраќање рековте би сакал да дадете честитка до граѓаните од католичка вероисповест и од протестантска вероисповест, кои што денес оваа вечер го слават Бадник, а утре го слават Божик. Сега во сите овие преседани, почитуван колега, во ова собрание, во овој парламент, кои што се направени овие години, сега имаме и нов преседан. Тука во овој парламент, господине Мисовски, и кога многу други председавале овде, кога имало нечии верски празник, тогаш се завршувало порано и се оставало луѓето да или кај своите семејства, или да одат во посета на верските објекти, не нужно како верници, многу пати и како гости кои што се поканети таму. Сега вие тоа не го дозволувате, колеги, затоа што сте решиле на инет, после вчерашна седница до 1 вечер, да терате денес повторна седница. И ако сакате најдиректно, еве, во моето семејство, најблиско мое семејство, јас имам припадници и од католичката и од протестантската вера, јас сум православен, да, но вечерва, како што е обичајот, човек треба да биде со своето семејство, затоа што дел од семејството слави Бадник, и затоа што човек треба да појде да честита. Имаме сите покана од католичкиот бискуп, господинот Киро Стојанов, и не само јас, имаат еден куп тука други колеги. Во Струмица има и Струмичко 3 католички цркви, има исто така и во Штип, има во Битола, има во Куманово, има во други места. Исто така има и протестантски цркви, каде што се нашите пратеници поканети. Еве ги тука се и скопските пратеници, ама вас око не ви трепнува за тоа. Сега би сакал, значи на сите оние преседани кои што се направени овде, вие не само на мене, уште еднаш кажам, иако сум православен, да, во најблиското семејство имам и католици и протестанти, вие велите не, ние тука ќе дискутираме за вашата седница со 125 точки. Да, ќе треба да ви гласаме тука за кадровските прашања и да ви правиме кворум, а истовремено, кога има, почитувани колеги, кога има некои други верски празници, тука од 4 попладне, во цела низа на седници, тогаш велиме, ајде во ред, ќе ги завршиме порано седниците, и тоа така треба да биде. Значи, ова е преседан кој што во овој парламент X години се нема случајно, но во ред. Да, и почитуван господине Мисовски, тоа ви беше повеќе пати кажано денес од повеќе колеги пратеници, но очигледно вие сакате да терате работава на дур. Неколку работи ви сакал да кажам. Прво, во делот на критериумите кои што ги имате за именување на директори. Да, ние повторно овде дискутираме за директори, повторно имаме намалување и постојано намалување на сите можни критериуми. Критериумите се намалуваат не само во образованието, критериумите се намалуваат и во делот на судството, критериумите се намалуваат во делот на обвинителството, критериумите се намалуваат во делот на здравството, критериумите се намалуваат во делот на државни и јавни службеници, критериумите се намалуваат и во делот на квалификациите кои што се потребни, но истовремено критериумите се намалуваат и во делот
на познавање странски јазици, во делот на години искуство кое што е потребно. Критериумите се намалуваат во цела низа на области. И за жал, почитувани присутни, кога во овој делокруг ќе добиеме негативна оценка од Европската комисија, кога ќе добиеме негативни оценки од држави како што е Франција, тогаш не ни е виновен председателот на Франција Емануел Макрон, тогаш не ни е виновен, почитувани присутни, францускиот амбасадор, тогаш не може да ни биде виновна владата коалициона на Холандија, на премиерот Руте, кој што доаѓа од редот на либерал-демократски партии во Европа. Тогаш не може да ни биде винована владата на Белгија, каде што е седиштето на Европската Унија. Тогаш не може да ни биде виновна, почитувани присутни, социјалистичката, лева, социјалдемократска влада на Данска. Зошто? Затоа што сите тие внимателно, будно, секојдневно ги наблюдуваат процесите во оваа држава, внимателно и будно ги наблюдуваат процесите, законите, легислативата, уредбите, измените на законите, дополнувањата, кои што ги носи овој законодавен дом. Истовремено ги гледаат и политичките решенија, кадрските решенија, ја гледаат политизацијата на институциите и така натаму, и така натаму. И од тие причини, почитувани присутни, затоа имаме година и пол најава за отпочнување на преговори, гарантирано почнување на преговори, а тоа веќе години во Македонија, еве веќе втора година поред со најавените гаранции, со дигнат палец и со сите можни најави не се случува. Имавме гарантирање дека тоа почнување на европски преговори ќе се случи во јуни минатата година, па не беше јуни минатата година, се мислело тоа на мај оваа година, па не беше мај, тогаш рекоа јуни оваа година. Па во јуни беше гарантирано за септември. Во септември имаше неколку најави за оставки, драмолетки. Дојде тој Европски совет, чекавме цела вечер и добивме негативен одговор. Уште еднаш, не е тоа скепсата и скептицизмот на Франција. Погледнете го проширувањето на Европската Унија. Погледнете го проширувањето конкретно, еве, например, 95-та година, проширувањето на Европската Унија со Австрија, со Шведска, и тогаш исто така и Финска. Тоа нивно приближување можеше да се заврши за само краток период од неколку години, не беше тоа деценијски процес. Апсолутно ние не можеме да се мериме со тие земји, апсолутно тоа е друга ситуација, други околности, но апсолутно имаме ситуација во која што ние не даваме аргументи со законите кои што ги гласаме овде, со праксите кои што ги има оваа влада, да едноставно имаме европска известност, европска интеграција, а не утешна награда, наречена мини Шенген, која што иницијатива е во ред, која што е позитивна, се што ги скратува процедурите е добредојдено, но тоа апсолутно не може да биде замена, субституција на европската интеграција. Значи, да резимирам, она што го имаме како намалување на критериумите во еден куп области, тоа го гледаме и во оваа област во делот на образованието. Со жалење може да се констатира дека во Македонија реформите не напредуваат, туку назадуваат. Благодарам. Благодарам.
Да, на реплика должен сум, бидејќи ме повикавте.